Здраво на сите, сум Криптостеф и добродојавте во моето видео во кое ќе збориме за како да ги користите ценовните линии и стратегии околу нив. Ова видео е за едукација, не е финансиски совет и ја не сум финансиски советник. Се што ќе го направите е на ваш личен ризик. Сега да почнеме. Значи за ова ќе го користиме HyperTrader софтверот, што ви овозможува да тргувате со еден интерфејс, еден терминал на Binance, Binance Futures, Coinbase и на Bybit. Ако сакате да го користите, можете да купите и да го користите мојот код, што ќе добиете 15% Криптостеф. Ако имате, ако сакате да направиме видео за ова, пишете коментар. Значи да резимираме. Ние сакаме и користиме овие три линии, за да дадеме идеме во Indicators. Може да користите и копчето и стискате EMA. Ја повикувате EMA, не е таа во реалност, туку експоненцијалната ценовна линија. Ја додавате три линии, пишувате исто фрактал и овие се четири работи што ќе ги користиме за идентификација на тренд и нормално за користење на кога треба да купиме и да продадеме. Значи со користење на ценовните линии ние сакаме да идентифицираме тренд. Дали е во нема тренд, дали е во растечки или во паѓачки тренд. Тие се трите работи што ценовните линии ни ги кажуваат. Кога има поголем простор меѓу ценовните линии, тоа индицира на силен тренд. Кога е тесно вака, тоа значи дека се уште нема тренд. И ние не сакаме да тргуваме кога е така. Значи во моментов, според ценовните линии, ние сме во надолен тренд, каде што имаме lower highs и lower lows. Затоа што ова беше многу ниво за што беше битно да се задржи цената. Од таа перспектива тука е добар момент за шортање, според нашата стратегија. Значи исто така ние ќе користиме и нешто што се вика јапонски свеќи и bullish или bearish јапонски свеќи. Значи можете да пишете на Google bullish candlestick patterns или Japanese candlestick patterns. Ако сакате да дознаете повеќе за јапонските свеќи, ние можете да пребарате на мојот канал. Имам видео за тоа, за општо што се јапонските свеќи. И сега, како да го користиме ова? Значи, ние со плава линија 55 користиме средниот тренд. Значи, ние викаме се додека цената е над ова, на плавата линија, ние сме во bullish тренд. Додека цената не е под тоа, ние сме во bearish тренд и ќе бараме шортови. Значи, двете стратегии се, според мене, подобрата стратегија е да чекате pullback во една од овие линии и да го купите тој pullback. Значи, да препознаете што е bullish candlestick. Во овој случај, овој bullish candlestick се вика spinning doji и вие сакате да купите над овој и овој чекан и гледате, имате момент, имате две опции. Едната да купите тука на овој лоу, каде што едноставно имате ценовна поддршка, каде што ќе добиете подобар ризик добивка и ќе затворите кога цената ќе падне под првиот знак за слабост. Затоа ќе ги користиме фракталите, каде што викаме, ако овој фрактал е скршен, значи ќе може да користите trailing stop, ако имате на, мислам дека овде нема, но мислам дека ќе го имплементираат. И викате дека се додека цената е над, значи прво овој хај тука, го крши овој хај и го купувате. Стоп лос ви е тука и цело време додека не добиете bearish фрактал, не правите стоп лос. Значи најлесно на оваа апликација само кликате десен клик и добивате new stop market и можете го мрдате со каде сакате да бидете излезени. Тоа се вика трендинг стратегија. Значи стратегијата успева генерално некаде
од 50 до 60%, можете да тестирате на Moodrex апликацијата, значи на Moodrex, и подоле ќе ви ги ставам сите апликации што ги користам, каде што можете да направите бектест за без пари и можете да искористите оваа стратегија. Значи, треба да ги знаете најосновните работи. Најосновната работа е дека користиме bullish и bearish candlesticks. Значи, најосновните bullish candlesticks ви се хамерот, чекичот, потоа другата најоснова ви е bullish engulfing. Bullish engulfing ви е ова, исто така bullish harami, што исто многу јака свеќа. Bullish harami можеме да ја видиме, сега да видиме, bullish harami ви е ова. Значи имате консолидација на цел овој простор и го имате breakout-от и retest. Имате две опции. Едната опција е да го купите ово со тој стоп лос или да го чекате retest. Не секогаш цената прави retest на претходниот супорт, но ако направи, тоа ви е многу добар момент за buy the dip. И ќе ги следите фракталите и секако ќе користите long position и short position. Значи, еве да речеме сте решили да го купите ова тука, да. Значи, ставате стоп лос под овој фрактал. Првиот таргет ви е 1:1. Значи, 1:1 ви доаѓа околу 3%, го добивате, второто ви е 1:2 и третиот ви е 1:3. Значи, си ставате 3 таргети и еден од тие 3 таргети ќе ви бидат хитнати. Тоа е се што мислев дека беше за ценовните линии, како да ги користите. Значи, да резимираме, сакате да купите кога имате простор помеѓу нив, не кога има кросовер, сакате да купите кога ќе има pullback и кога ќе цената ќе направи некоја bullish candlestick и опашка каде што имате rejection. Можете да купите, значи на овој, секогаш да ставите битзови на секогаш на овие 20 и кецот. Зошто е добар? Зашто сите користат Bollinger Bands и ги имитират тие. Значи, можете секогаш да ставате битзови се додека не видите дека некои од овие фрактали се прекршени. Значи, во овој случај, овој фрактал тука е прекршен, вие сте стоп-лосно. Можете да го трнете тоа и да речете дека цената се уште не е под плавата линија и кога ќе стаи цената ќе падне под плава линија, тоа е овој момент да бидете out of the trade. И тоа е се што сакам да кажам. Ако имате прашање, слободно поставете, лайк, шер, сабскрайб на мојот канал и тоа е. Поздрав!